Со најдолга традиција на постоење на фолклорната мапа во нашиот град, повеќе од 4 децении културно-уметничкото друштво Карпош континуирано ги негува традицијата и фолклорот на земјава, но и народниот мелос карактеристичен за нашето поднебје. Ние ги посетивме на една од пробите за одблиску да ве запознаеме со нивните активности. Долгогодишниот председател на друштвото, сега заменик председател господинот Миле Николовски, накратко не воведе во работата на друштвото низ годините до денес. За овој изменет период друштвото има бројни настапи. За своите настапи говорат и бројните освоени признанија на меѓународни фолклорни фестивали, смотри, гостувања ширум Европа и многу гостувања на бившите ју простори. За друштвото може да кажеме дека на некој начин е амбасадор, репрезент на културните збиднувања на градот, на општината, како и на Република Македонија. На репертоарот при друштвото подеднакво се негуваат културните традиции и вредности на Кривопланечкиот регион, фолклорни обичаи, традиции, како и стилизираниот фолклор од останатите региони на Република Македонија. Во друштвото може да кажеме помина една плејада на генерации кои достигна и свој врв, односно се закитија со бројни, како што реков, признани и награди. Во моментов во друштвото членуваат 3 групи распоредени зависно од својата возраст. Меѓутоа, првиот ансамбл е тој носечки ансамбл со кој се представуваме пред домашната и меѓународната публика. Бројните настапи на многуте генерации играорци кои минале низ друштвото низ годините ги наполниле со плакети и признанија витрините на културно-уметничкото друштво Карпош. А еве каква беше агендата на настапи годинава. Културно-уметничко друштво Карпош секоја година започнува концертната година со одбележување на патрон празникот, кој е во февруар месец, така и ова година со патрон празникот ги започнаме активностите. Настапиме на меѓународниот фолклорен фестивал Великденски средби во Раовица, Радовиш. Потоа зедоме учество во Крива Паланка на градскиот плоштад по повод културниот бран. Настапиме на меѓународниот фолклорен фестивал Свети Јачим Осоговски првата вечер на 25 и веднаш по настапот заминаме на меѓународниот фолклорен фестивал Балчова во Измир, Република Турција, голем фестивал на кој зедоа учество 13 ансамбли од 10 земји. Бевме пријатно дочекани, може да се гордееме, се пофалиме што нашите членови играорци се представија во најдобро издание на 8 септември повод денот на осамосталувањето на Република Македонија. Настапиме со концерт, односно настап за граѓаните од Крива Паланка на централната прослава која се одвиваше во село Огут. Приредивме концерт за припадниците на полициската единица за брзи распоредување во Скопје. На 9 ноември зедовме учество на регионалните фолклорни смотри при Сојузна фолклорни ансамбли на Македонија за источниот регион во Делчево, каде исто така со успех се представиме пред тамошната публика. И до крајот на ова година планираме уште едно гостување, која очекуваме званично да стигне покана од Република Бугарија. Овие настапи беа со ревијален карактер. Секако, една од причините за посета на друштвото се новините во нивните редови, покрај локацијата на која действуваат и новоформираниот ансамбл на иницијатива на повозрасните членови на друштвото, дамнешни влюбеници во македонскиот мелос, оро и традиција. Сега сме сместени во просториите на поранешно кафе Бар Далфис, тука работиме. А како новитети може да споменам дека покрај она што класично до сега го негувавме, работа со детски ансамбли, првиот ансамбл, вториот ансамбл, поранешните членови, играорци, играорки, ветерани на некој начин, повозрасни кои се веќе ми родители на овие наши дечиња кои денеска членуваат во Кут Карпош, повторно се враќаат со една мотивација, желба да направат еден ансамбл од возрасни, кое нешто ние го имаме доживеано на многу фестивали, каде земаат учество ансамбли од повеќе земји, односно се надпреварува по возрастни, така и према самите игри, некои игри бараат по возрастни членови. Така да еве со нив пробавме, неколку проби се до сега се одвиваа во просториите, очекуваме дека ќе ни се приклучат уште повеќе, така да еден ансамбл оформиме од возрастни, кој ќе биде на некој начин покрај првиот ансамбл и ансамблот од ветерани за посебни прилики и настапи кои бараат, како што реков, повозрастни лица, односно играорци и играорки. Сега пробите се одвиваат во среда и сабота. Вршиме упис на нови членови. Сабота од
11 часот па до 14 часот тука сме во просториите на Културно-уметничко друштво Карпош. Младите членови на Културно-уметничкото друштво Карпош допрва ќе го имаат својот збор на фолклорната сцена во земјава и надвор од неа, каде оние со повеќе годишно искуство веќе го искусиле прекрасното чувство да се настапува надвор од границите на државата, а таму да се представи сета убавина на македонското: оро, танци, игри, традиција. А за тоа говорат и самите. Како се векате и колку години членувате во Културно-уметничкото друштво Карпош? Значи, јас сум Елизабета Јанковска и член сум 14 години веќе во Културно-уметничкото друштво Карпош. Која е причината што почнавте да го негувате фолклорот? Па, едноставно, како мала многу сакав да играм и подоцна желбата само ми прерасна. Кога слушнам музиката, нозете сами стануваат да играт. Јас сум Ангела Александровска и веќе сум член во Културно-уметничкото друштво Карпош 8 години. Каде се имате настапувано? Во многу држави, како што се Република Србија, Бугарија, Турција, Хрватска, Босна. Пред се, мислам, допаѓаат надпреварувачките концерти. Преголемо задоволство ми причинува кога ќе освоиме нека од местата. Но исто така и другите дружења, запознавање и ширење на другарствата. Како ти се допаѓа запознавањето на фолклорот и културата на другите соседни земји каде што имате настапувано? Тоа е една многу интересна мисија, која веројатно секој сака да ја искуси. Убаво е да се запознаат другите култури и да се знае за фолклорот на другите држави. Јас сум Лоренс Мануел Насев, во Културно-уметничкото друштво Карпош сум веќе 14 години. Имам настапувано во повеќе земји: Србија, Бугарија, Турција, тука во Македонија. Што е она што ве привлече за да бидете дел од Културно-уметничко друштво? Значи, како прво, мојата фамилија, сите, да не речам си играорци, сите играме, па и јас така, од мал уште. Што најмногу ви се допаѓа кога гостувате или евентуално кога угостувате некој од културно-уметнички друштва и во Македонија и надвор од Македонија? Културно-уметничко друштво значи култура, уметност и дружење. Запознаваме нови култури, нови дружења, пријатели. Едноставно го шириме пријателството со други луѓе, со други ансамбли. Им ја покажуваме нашата култура, правиме размена на култури. Кој е вашето мислење? Дали македонскиот фолклор е доста комплексен за разлика од другите фолклори? Сите култури се различни, не може некоја да се мери со друга. За мене најубава е македонската култура. Тука живам, тука сум израснал. Размината на искуствата со презентирањето на различните култури, а пред се стекнувањето нови пријателства од сите краишта на земјава и светот, останувајќи секогаш доследен на сопствената традиција и култура, според нивните зборови, е единствената и највисока цел на младите културни амбасадори.